raste kako lud. Sve koja godina ne može da se stopre. Znači, takvi semenja, povtorno moramo da gi vratimo во Македонија и со такви семења да се занимаваме со такво производство и да бидеме здрава земја. Што се случува, да видиме еден пример од економија, што ви кажат, не е економија подобра, да видиме пример во Аргентина. Аргентина воведе генетски модифицирана храна. Многу набрзо после тоа што се случи од 15% сиромаштија во Аргентина се зголеми процент на 47% сиромашни. Зошто? Затоа што компании влегуваат и рушат се пред себе. Погледнете ги документации што доаѓаат од Аргентина, официјални од телевизии што ги снимаат таму. Значи, палат фарми, земјоделски фарми, се собираат и си одат земјоделци. Немаше со такви големи компании никој да излезе на крај. Само ли влезат се пред себе, палат, рушат, тука нема милост воопшто. И затоа сега имаме една огромна сиромаштија во Аргентина. Не само тоа, што се случува со болестите. Имаме 5 абортуси пред забременување, тоа се официјални податоци. 5 абортуси просечно пред забременување, што е застрашувачки. Тука не се знае дали се работи за генетски модифицирана храна или за химикали со што се прска. Значи, не можам да кажам дали едно или друго, меѓутоа е поврзано со влегување на генетски модифицирана храна во Аргентина. Понатака се јавуваат затруени животни, значи животни што ја пијат водата, бидејќи се запрашува со огромни количества на химикали. Се наоѓаат по пат мртви животни на секаде. Луѓе се болни, нема повеќе некои инсекти се ништат потполно. Почвата станува неплодна на некои места веќе. Што се случи исто со Индија? Во Индија од 2007 до 2010 година се самоубија 200.000 земјоделци. Зошто? Затоа што земаа семе од генетски модифицирано семе, посадија, ништо не изникна затоа што беше сушна година и тие бидејќи нема пари да вратат кредити, се самоубија. После таа катастрофа Индија забрани генетски модифицирана храна. На нас нема потребе да се случуваат такви катастрофи, значи ние треба да учиме од примери на такви земји и да не дозволиме такво нешто. Кои се еколошки последици по Македонија? Пчелите ги нема повеќе. Во Америка се помалци пчели има. Во Македонија зборував со пчеларите, ми кажуваат дека еве веќе неколку знам кои дигнале раце, кои не може повеќе умират масовно пчели. Зошто? Па го видовме филмот. Значи доаѓаат инсекти, јадат тоа генетски модифицирано, умират од токсини кои ги јадат. И што се случува понатака? Пчелите опрашуваат. Кога пчелите опрашуваат, тогаш имаме растенија. Кога нема пчели, нема опрашување, немаме растенија, нема храна. Значи целиот синџир се руши, се е во колапс. Дали сваќате колку тоа е сериозно? Значи, генетски модифицирана храна, генетски модифицирани организми се модифицирани за да бидат отпорни на се. Значи, генетски модифицирана храна е отпорна на се, освен на, отпорна на химикали. Значи, ништо друго не е отпорно на тие химикали, освен генетски модифицирана храна. Значи, се ништи пред сега. Таа химикали со кои се прска. Значи, ништи корови, ништи растенија, разни, имаме се губат некои растенија кои се важни за биодиверзитет, значи за наш екосистем. Исто така, глисти, инсекти и се останато се ништи. Па зарем нешто што е толку токсично, да го уништува се пред себе, глисти, змии, инсекти и што ти ја знам, сите растенија, како може воопшто да претпоставиме дека не е опасно за човек? Тоа е толку очигледно. Добро. Понатака, во 167 земји во светот воопшто не е дозволено одгледување, увоз, ниту промет на генетски модифицирана храна. Во 167 земји. Некој ќе каже кои се, да, има тука и некои неразвиени земји. Меѓутоа,
imame Avstrija, imame Češka, imame Bugarija, imame Rusija. Znači imame seriozni zemlji koji kažele ne saka. Imame Ungarija. V Ungarija ne samo što zabranija, nego sivtek polinja gi uništija i zapalija. Luđe se sobrale i uništile se. Zato što razbrale deka to je toksično, deka to je opasno za planeta, za luđe, za život i za sve. Što se odnesува do kodeks alimentarius, koji je zakon, bukvalno znači prevod, to znači zakon za bezbednostna hrana. I сега, во тој кодекс алиментариус сте дозволени флуор и аспартам. Дали некој знае што е флуор? Молам? Зашто се користи? Паста за зъби, да. Значи, флуор, кога ќе отидете во продавница да купите отров за глуци. Што ќе купите? Содиум флуорид. Тој содиум флуорид се користи, се става во вода за пиење. Под изговор дека е добар за зъби, не е добар за зъби. Имаме 2008 година во јануари излезе стручна студија на неколку професори кои објавија дека тоа не е точно. Не само што не е точно, него предизвикува болеста на зъби која се вика флуороза. И ние тој флуор, тој кодекс алиментариус вика дека е тоа во ред, безбедно и не мора да се обележува. Исто така аспартам, кој е отров за мравки. Исто, одите во продавница, може да го купите како отров за мравки. И тој аспартам е забранет на амерички пилоти да го потребуваат. Зошто? Затоа што не може да пилотираат. Се губат ментални и некои карактеристики, не може да пилотираат со авиони. И тој исто отров, кодекс алиментариус вика дека е безбеден и дека не мора да се обележува. Исто така и за ГМО вика. Значи, тука нешто не е во ред. Ако закон за безбедноста на храна вика за два толку потентни отрови, кои се користат како отрови, вика дека се безбедни, значи тука нешто не е во ред со тој закон. Исто така би сакала тука да спомнам, професор кажа во на претпрошла трибина, дека тука во Македонија, во лабораторија каде што професор работи, се пронајдени два узорка на храна за животни која е генетски модифицирана. И како што професорот кажа, не само до тие дозволени не знам колку, него у огромни проценти. Што значи дека таа храна се дава тука во Македонија на животни, а тука се конзумира млеко, сирење, месо и така натака. Значи зборуваме за нешто, а инаку тука во Македонија со закон тоа е забрането. Професорот тоа го нашол и го предал во Агенција за храна. И ќе видиме понатака што ќе се случува со тоа. Значи, на крај да кажеме кои се митови за генетски модифицирана храна. Значи, митови за храна се дека помага да се искорени гладта. Тоа не е точно. Во Америка имаме 20 години генетски модифицирана храна и гладта не е искоренета на него покачен процент. Али, дури тоа да е точно, тоа, па заради после овакви последици кои што имаме со глупци, значи после овакви работи ние ќе зборуваме за гладта, а нема да значи ние ќе ги утепаме луѓе, нема да им дадеме храна. Значи не е да го најадеш, него да го најадеш со здрава храна. Понатака, дека се користат помалку пестициди, тоа не е точно исто така, значи се користат многу потентни пестициди, многу потоксични пестициди и тој пестицид кој го користат во Франција е тужена компанија. Зошто? Затоа што навеле на упадство дека е биоразградив, што не е точно. И лабораторија видела дека не е точно и ги тужела. Значи и со тоа се занимаваат. Значи тие се многу потентни отрови или ги се прска со тоа или ги има во самите растенија. Исто така вика дека е отпорна на суша и тоа не е точно. Во Америка знаеме пред 2-3 години се случи огромна суша и ништо не роди и знаеме дека генетски модифициран памук во Индија бара 10 пати повеќе вода од конвенционален памук. Исто така кажа дека помага во економија. Дали помага во економија? Дали видовме слушна што суша се случува? Може би помага во економија на некоја си компанија, меѓутоа тука не сигурно. Исто така вика дека помага во медицина.
вегетарщина. Па се тука спомнува инсулин, така? Инсулинот, значи, на Facebook имаме група да разлази на велкови, на профил и така натака, каде што може да ги видите не само на Facebook, веќе и на телевизија излегувам со нив, значи сега бе преобитала со еден човек и така натака, значи на луѓе кои со жива растителна храна за неколку дена, доколку се работи за некој некомплициран диабет, до неколку недели се лекуваат од шеќерна болест. На инсулин, на таблетки, на што стакате. До сега не сум имала, не сум видела случај, јас не лекувам луѓе, значи јас само ги едуцирам луѓето како да се лечат сами и бесплатно. Инаку, да. Значи, вместо да се занимаваме со продукција на некакви токсични работи, ние треба да им објасниме на луѓе дека сите тие работи може да се излечат природно, бесплатно, безбедно, без никакви компликации и последици. Опредам. Исто така ни кажува дека потребно е, значи, дека е ГМО услов. Да. Значи, дека ГМО е услов за Светска трговинска организација. И тоа не е точно. Русија е членка на Светска трговинска организација и таа го забрани генетските ГМО врз основа на студија на Жил Ерик Сералини од Франција. И на крај, да кажеме, завршен збор, а тоа е дека тука се работи, значи, за еден предвиден систем на колонизација. Значи, доколку некој работи со стерилно семе, тука немаме што повеќе да зборуваме. Значи, се работи за колонизација, која, значи, се работи за неприроден вид на одгледување, за многу штетен по здравје, како што видовме, и исто така штетен по домашна економија. Опасностите се многу јасни и по здравје, и по економија, и по екологија, и по сите можни аспекти. И би сакала да ве подсетам дека вие сте таа генерација која ќе одлучи дали ние ќе имаме ГМО или не. И да не дозволиме нашите деца или внуци утре дента, кога би имале многу бројни проблеми, да не прашуваат што сме сториле, за да не дозволиме такво нешто да се случи. Значи, одговорноста е на нас. И днината наша е во вашите раце. Фала. Вашето излагане. И сега се вашите, имаше една емисия пред бизнес-номер и викат сега се вашите 5 минути. Така се сетявате. Така да повелете, сега е времето да го имате одредени прашања, да го имате одредени коментари, кои ще се однесуваат и на излагањето на професор Поповски и на излагањето на доктор Велков. Како што кажа во завршениот збор, сега е вашето, односно дека днината наша зависи од вас. Така да повелете. Се не е јасно за ГМО? Основно е много контрадикторни работи. Од 20 излагачи. Точно. Тоа е една од поентите на нашите трибини е преку 20 дискутанти кои што имаат различни мислења во однос на иста тема, да потикнеме дебати, да потикнеме ваше размислување. Повеќе. Значи, професорот како научник тоа го докажува, значи, исто, 20 верувам, 20 да се служат со факти, со истражувања, кои верувам дека се релевантни, но пак останувам, мислам, на крај збунен, дали е добро да имаме генетски модифицирана храна или е лошо. По најмала рака, како што рече професорот, треба да биде обележено и да имаме избор. Дали сакаме да ја конзумираме или не. Добре. Кажи ми ти на какво мислење си наподелен? Значи, кога слушав професорот, значи јас претходно имав само сознание од медиумите на нашата држава, кои малце се затворени, конзервативни кон ГМО, нема тоа врска. И малко тој ми ги отвори очите, знаете, со истражувања, со тоа што го излагаше. Увидов дека може да има бенефит, но сепак треба да се ограничи, како што рече. И сепак не ми е јасно дали доколку животните јадат генетски модифицирана храна, дали таа може да се префрли ке нас, кога ние би ги јаделе тие животни.
Затоа што рековте дека се јавува некоја генетска модификација од нивната храна, дали ние би можеле да добиваме таква модификација? Добро, вака се. Прво, јас секогаш морам да искоментирам некои работи, кои што, знаете, испаѓа дека Македонија е, како се вика, парчето рајот на земјата, а во Аргентина сега костури шетат. Значи, за мене не поимливо да има 5 абортуси пред да се роди здраво дете. Не поимливо. Јас не сум го проверил, ја не сум нашол тако. Понатаму исто не можем да замислам, викате од 15 на 47%, па транзицијата си овде напред, порано немаше више од 15%, сега пола луѓе немаат, затоа што знаете како се разслоија тие категории. Понатаму, земете однедувајте патлижани за да живеете од тоа производство, ќе видите колку ќе можете да екзистирате. Да, у вашата бавча, ако произведувате 10 или 20 или 100 кила за ваши потреби, окей. Идете, пласирајте ги на пазар, после 2 дена ќе ви се скапаат, нема можете, ќе треба да си направите или домашни некој производ кој што ќе си го користите зимосно или ќе мора да го фрлите. Значи, понатаму анализирајте го векот на живењето, животниот стандард, сега како да тешки да сме ние добрите. Јас многу пати сум рекол, ние сме и така биле осудени на малку хемија у земјоделието, што сме биле сиромашна земја. И среќа сега се покажува дека не е многу контаминирана земјата, затоа што луѓето немале пари да купуваат препарати за фрлат и за вештачки ѓубриња и за пестициди. И тоа е добро. Меѓутоа, знаете, денеска буквално ако мислите дека струмичка на пиперка или патлижан или демиркаписка е некое автохтоно домашно семе, неќе да е така. Значи, тоа со луѓе кои што се бават со производство не можете баш многу лесно да им го објасните. Во однос на прашањето дали се трансферираат туги гени. Па ние секој ден јадеме нешто од биолошко потекло. Месо, млеко, ние внесуваме огромна количина на бактерии секојдневно, почнувајќи од оние, условно да кажам, добрите од јогуртот, па до оние кои што може да бидат и патогени за нас, случајно ги консумираме. Па не ни се случуваат такви, да речеме, трансфери на гени нивни во нашето тело. Тие што се од земјоделски знаат, порано имаше студентско истражувачко друштво, па јас со студентите одев на преживување, на Кожух, на Караджица, на Скопска Црна Гора, значи преку лето сме јадели и гуштери, и змии, кубашави не сум јадел, многу работи сум јадел, скакулци, што и да е, значи тие гени не ми се трансфери, значи до стеја шуке, требаше да скокам, ако сум јадел скакулци, не треба да... Значи, у принцип, таа опасност, сега добро е што се алармира со овој експеримент кај рибите во Јапонија. Значи, тоа е прв доказ дека можно е, и тоа се мали сегменти. ДНК-та наша е 4 милиарди пасни пари. Е таа е спакувана у 46 молекули, 46 хромозоми, и тоа се сосема мали сегменти кои што... Меѓутоа, знаете, добро е што некој алармирал за тоа. А сега да видиме дали тоа има некакво влијание. Во однос на другите работи, значи, животниот стандард, векот на живење, споредете го со земјите кои што, ајде условно да кажам, трчаат напред во технологиите, не само затоа што има впечаток дека стигматизираме само ГМО. Као ГМО-то е најстрашно, све друго било супер, само ГМО-то сега како се појавило, у Индија 200.000 се самоубиле, у Аргентина. Значи има многу проблеми во тоа пусто земјоделие кои што не се бават со тоа, не знаеш зашто зборувам. Меѓутоа не можете да го стигматизирате само тоа. Пак ќе речам, многу би бил среќен да не морало да се случи, да не сме морале да ги користиме тие технологии. Меѓутоа тие се дел 70% од сојата на светскиот пазар е генетски модифицирана. Преку 60% од пченката на светскиот пазар е генетски модифицирана. Не можеме да се изолираме. Сакам, може би, меѓутоа многу е важно постојано да се алармира. И сега на крај само што околу овие истражувања. Ова се 3 истражувања. Жиле Рик Сералини беше во Скопје 2009.
Значи јас ја промовирав неговата книга ГМО кој го менува цветот и може да си ја купите во Магор, 200 денари кошта, убава книгичка на македонски, джепно пакување. Тој беше научник, па работеше во Европска унија во администрацијата, затоа што не беше задоволен од начинот како се регистрираат, авторизираат и потоа повторно се врати на наука. Јас го познавам лично, не можам да речам дека сме некои големи пријатели, меѓутоа сум му ја промовирал книгата. Меѓутоа, овие истражувања, визави оние 500 што ги кажав, се за мене малку. Значи, јас кај пустај веќе знам нека методолошки човекот изгубил работа, затоа што методолошки не постапувал така како што налагаат етичките правила во наука. Кај Жилерик Сералини не знам. Иако Сералини го спомнува во таа негова книга за ГМО кој го менува светот и артот. Така што, значи, имаме од една страна еден мал број на студии релативно, имаме, значи, лудели се оние во Европска унија кои што лутнале 500 милиони евра за истражувања, за сега да си ги трујат следните генерали, да викаат, слушајте, нема проблем, јадете вие само ваква храна, тоа што сме потрошиле на истражување и што многу луѓе работеле на таа работа, тоа е ирелевантно, само вие јадете. Не ми е верно, исто кога зборуваме за компании. Сите работиме во некоја компанија. Значи, ние не можеме секој сам да седи дома у дворот и да се одгледува, значи некаде мора да работиш. Јас исто така не можам да замислам монструми луѓе кои што работат у компанија и кои што ќе создава нешто намерно за да утре да продава на пазар и да биде свесен дека и неговото внуче дете ќе јаде од тоа и еден ден ќе стане стерилно. Не сакам да верувам во такви работи. Верувам во систем, во контрола, во предпазливост, да. Меѓутоа во некакви такви, да речам, глобални заговори не можем.